Денеска точно сум во Струмичкиот регион. Првата моја средба денеска беше со неколку здруженија пчелари од овој регион. Разговаравме за сите отворени прашања и предизвици и се договоравме како во наредниот период оваа битна сточарска гранка да ја одржиме, односно да ја развиваме. Втората моја средба, кај што ја даваме оваа изјава, е со представници на двете асоциации на земјоделски задруги кои што се во регистрот. Разговараме за задругарството како едно од битните елементи во нашиот земјоделски сектор. Мораме да споменеме дека со последните законски измени кои што ги направи власта, практично престана да важи законот за земјоделски задруги, односно за другите се уредуваат во еден посебен закон кој што е под Министерството за економија. Тука проблемот е што обврската на Министерството за земјоделство требаше да направи дополнителни измени на законот за земјоделство и рурален развој, кај што ќе се допрецизираат условите и работењето и контролата врз земјоделските задруги. Тој закон се уште не е поминат, што значи дека се воспоставува еден правен вакуум и веќе имаме една дисфункција на овој систем. Она што дополнително сакам да го искажам е во регистрот во Министерството за земјоделство имаме негде околу 79 регистрирани земјоделски задруги. 30 се активни, односно ги исполнуваат условите да бидат корисници на мерките кои што беа од претходните години, а останатите се многу мали и не го исполнуваат. Зошто го говорам ова? Ова го говорам затоа што од друга страна програмите кои што ги имаше Министерството за земјоделство од 2017 година па навака, секоја година беа предвидени средства, иако со опаѓачки тренд, меѓутоа многу мал број од тие средства беа дадени на земјоделските задруги за да ги окрупниме, да ги ојакнеме, да ги модернизираме со земјоделска механизација, да бидат конкурентни. Задругарството е битен сегмент и тој е покажан позитивен пример ширум светот и затоа во минатото беше воспоставен овој посебен закон за со цел да ги организираме земјоделците по тип на производство за да може да бидат рентабилни на пазарот. Меѓутоа гледаме власта од неразјаснети причини ова што го направи е навистина недозволиво. На оваа дискусија денеска ние ќе работиме заедно и ќе се договораме како во иднина да го враќаме овој закон како посебен лек специјали закон за земјоделски задруги, затоа што тоа е една од битните алки во решавањето на пласманот на нашиот квалитетен земјоделски производ. Не треба некое друго министерство да ја работи оваа материја, бидејќи ова е малце поспецифична, меѓутоа она што сакаме дополнително да го ветаме пред сите земјоделци кои што ќе го гледаат вашиот прилог, дека во иднина задругарството ќе биде сериозно подкрепено, односно помогнато со сериозна сума на средства, која што ќе значи модернизација на целото производство, создавање на услови за работа, окрупнување, помош при осигурување, сите оние работи кои што се во интерес да ги овие задруги навистина поставиме на една вистинска и правилна основа.